Пазите, мислам, не можам да сватам зашто и тој закон е добар, но таргетирани се, значи, комплетно се таргетирани приватните научни институти. Прво беа извадени по телевизија дека се затворени, дека се ова, дека се она. Но, еве, ќе го земеме мојот научен институт, ние имаме 2 доктори, имаме 4-5 магистри и ние продуциравме, значи во овој период од 3-4 години, ние продуциравме еден труд во најугледниот часопис Engineering Structure во Q1, прва категорија. Ние аплициравме, се бара во Министерството, можете да замислите, ние аплициравме уште првиот или вториот месец, ние аплициравме проект во Horizon програмата да бидеме ние координатори, што многу ретко во Македонија нашите факултети или институти се координатори. Јас сум бил кога бев во ИЗИС координатор на еден Horizon 2020 година, проект негде €1.000.000 беше проектот. Ако соберам тамо, можам, сега не можам со точност, па сигурно сум донел едно 3 до 4 милиона, ајде да не се 4, еве да кажеме, тој проект беше ми се чини околу €1.000.000. Имав едно 7-8 НАТО проекти. Прв НАТО проект го добив и прв у Македонија го добив негде валја 2000 година. €400.000 беше тој НАТО проект за опрема, за она што као немаме опрема, за опрема, за сите тие работи. А еве, сега не сакам да ги критикувам овие научни институти кои се приклучени кон универзитетите или кои се јавни афилирани институти, те имаат исто многу уредовни професии, немаат продукција. Има дури и 2 се водат како научни институти. Ми се чини дека оној јавен научен институт во Охрид, државен, значи научен институт за филм, он практично не работи, има вработени, ги плаќаат, нема доктори, ми се чини на науки, се има уште 10 луѓе кои што работат и он не функционира. Истиот е некој институт... Науката не признава и не познава, не препознава приватни или државни научници, препознава резултати, да. Браво, апсолутно. Науката не разликува приватно и државно. Што ми беше идејата, има еден за защита на патент или нешто така, не функционира. Значи, ајде да спомнам министерка, но да требаше прво од научните институти државни, каде што има многу кадар да ги исконтролира. Она дојде кај нас со задоволство. Ги примивме. И тука сакам да кажам, се бара да кажеме не е доволно добра сама евалуацијата за која што е дадена од страна на Министерството на науки, на образование и наука, воопшто не е добро направена. Зашто? Таа е прилагодена за институти или универзитети кои што предаваат. Ту само евалуацијата, ние не предаваме во моментот, ние немаме после дипломски студии у нашиот институт. А би повторил и она одбројност, би рекол вака, во Станфорд има 3 само врвни специјалисти по земјотресно инженерство, значи нема 5, да речам, специјалист во земјотресно инженерство, само 3 има, сите те имаат по 60.000 цитати. Сите тие. Сега, не е квалитетот во тоа што по закон сега, во минатиот закон беше многу полегантно. 20 доктори на науки и 3 магистри. Ако ја добијам некој проект, јас сам ќе си вработам. Иако не можат лесно да се најдат, што е уште полошо. Во законот нов за приватните институти се бара 5 доктори во иста област. Денеска науката е мултидисциплинарна. Денеска не е еднородна.
порано, можда 60-тите, 70-тите, сега сите науки се мултите, ке ви кажам, е многу интересен, како бидејќи гледа све по... Во Беркли број 1, значи градежен факултет, деканот е од машински факултет. Има 50.000 цитати. Ама он е професор по фајнат елемент. Фајнат елемент е дори и за медицина. Значи, таквите работи, особено е малце парадоксално со изборот, со новите, евентуално ако некој приватна научна институција треба да се формира, што е значи парадоксалното. Прво, само може правно лице да отвори, да формира научен институт, а не физичко лице, што не е добро. Два самостојни истражувачи, ако има добри резултати, ако одлучат да отворат научен институт, зашто да не им се обозови, него треба правно лице. А што е практично и неизворливо, и тоа е навистина неизведно. Што се бара сега? Некоја фирма, правно лице, која што сака да отвори научен институт, претходно треба да вработи 10 луѓе, 10 вработени, од кои што треба да бидат 5 доктори на науки во струката во која што сака да отвори научен институт и 3 магистри. Дури потоа да бара од која ќе ги вработи, сега треба да бара од државата да ги пуштат, треба да им дозволи и таму е рокот уште 6 месеци. И ако им дозволи, тогаш треба да се префрлат. Тоа прво и страшно кошта. А второ што може да се случи, он ги вработил тука, уствари, у почеток направил самиот... За сегашни институти има 6 месеци рок, ако добро видов. Што ќе значи тоа за вашиот институт и за сите други институти слични на вашиот? Ќе може ли да издржат да ги... Јас ќе ви кажам, исто тоа може да идеме, ако сакате, на друга тема. Значи, ова е клучно. Тоа е моја проценка и тоа е сигурно така. Ако во законот тој член не се смени, примерно, да се побара, да кажеме, два доктори на... Барате да остане, да си биде како што е сега. Ама, апсолутно, ајде, нека биде, ова е уште поелегантно, уште поубаво е, да кажеме, да се бара 2 доктори на науки и да се бара 2, 1 или 3 магистри кои што се запишани на докторат. Во самиот да не бидат доктори науки, туку да се напад да станат доктори на науки. Ние и онака сакаме да ги финансираме, и ние ќе ги финансираме. Нема да бараме од државата да ни плати за да идат нашите магистранти на докторски студии. И тоа е елегантно. Ние ќе работиме со екипа, значи јас ќе работам, ќе водам 3-4 магистранти, ќе продуцирам сигурно 6 до 7 Q1, да речеме, трудови. Тоа е едната работа што сакам да ви кажам, да. Сигурен сум дека со овој член, ако не се измени, нема да се формира ниту еден нов приватен научен институт кој што никакви пари не влече од државата. Ако остане ова, многу голема шанса е и ние како институти кои што сепак релативни резултати даваме, ние сме и сега имаме дадено за билатерала еден проект би требало да биде усвоен, имаме конкурирано и на овие Еразмус проекти, тие се релативно полесно се добива, затоа и така се малце популарни Еразмус, но тие се со многу полесни критериуми од Horizon проектите. Има институти што се занимаваат со уметност, со... Да. Тие многу потешко веројатно. Значи, и за нас е многу веројатно, особено што јас не можам да најдам сега 5, нека ми најде некој 5 докторанти, ја ќе ги вработам. Не може прво да се најде. Тоа реков, мора да се смени, значи она кога почнаме на самиот почеток. Основно е филозофијата на
докторантите да се најде начин, го пишав мислам и во статијата, да се платат професионално со договори, ама да се јас кога сум работел, да работат на истражување, да работат на научна работа, не да бидат во Бристол 3-4 години канцеларија секој ден, нема друго. Како можам ја иначе да продуцирам и да штампам во еден часопис ако немам време ни 1 сат да работам докторат или ќе се изгуби сверка после 7-8 години ќе се докторира, нема сверка. Добро, законите се уште се во подготовка, ќе видиме и во владина процедура и во собрание. Еве, кажавте јавно кои се вашите забелешки, па веројатно ќе има слух ќе бидат земени предвид и вашите и сите други забелешки што ги има научната и академската заедница. Значи, не сум дошол да го критикувам законот. Сум дошол да ги кажам маните што сум ги видел, јасно дека треба нешто да се направи, треба прашање дали овие закони се одговорат. Јавноста е тука, нека суди дали имам право или не. Моја одговорност е да кажам што мислам, во интерес нашата наука да не умре. Така е. Добро, вие реков работите со вашиот институт, често сте присутни во јавноста, последни 2 големи проекти беа мостот Беласица и универзалната сала кои настрадаа во пожари. Еве прво за мостот Беласица, тој е скоро 2 години пуштен целосно во употреба. Па дали во меѓувреме го следите, дали има некакви промени во структурата на бетонот, дали е целосно безбеден овој мост за употреба, тој е еден од најфреквентните во Скопје? Ние не го следиме, но мостот е исклучително сигурен, бидејќи покрај таа една врвна експертиза што ја направивме, околу 11 луѓе учествува во експертизата, најдобар параметар е кога ќе направите пробното барање на мостот. Не ми беше пријатно. Ја бев засекиран кога требаше да поставам на средина на мостот 6 камиони шлепери со вкупна тежина од 250 тони. Не е многу пријатно, но таа калибрација е најважна, бидејќи имавме ние математички модели и резултатите имаше и од претходното варење од 2005 кога мостот се пуштал, резултатите беа исти. Поголем доказ од тоа немаше, како да ви кажам. Значи нема некои трајни оштетувања, бидејќи имаше тогаш деканот на градежниот факултет излезе со поинакви толкувања, бараше да бидат постигнати. Мојот институт беше обстествено користен и помогна мостот да не се руши и да не се прават големи зафати во санација. Санација туку само беше заштита на некој начин на арматурата од корозија, што е еден ситен, не ситен, тоа може да биде и крупен, да кажем, проблем. Значи, на мостот Беласица атмосферската инсталација не е како што треба, и кога врне дожд, ако се запушени тие помошни канали, мостот може да стане базен, а ако стане базен, може и да се смрзне и да има и поголема тежина и тогаш може да се оштети. Јас сега чиспам дека критикувам градоначалничката бивша, не ја критикувам, него јас 3 или 4 пати и напишав писмо дека ова атмосферска инсталација која што не функционира не е од пожарот, значи нема последици од пожарот. Тоа е релативно нов мост е тоа. Него тоа е од порано и дека треба подхитно да се поправи. Они ме одговорија у смисол дека ти намерно ни правиш тоа, што е тоа, зашто така ни пишуваш, да беа други немаше да им пишуваме. Морам да го пофалам, стварно морам, што ме зачуди. Новиот градоначалник Орце, значи, мислам негде 3-тиот или 4-тиот ден од кога стана градоначалник, ми се јавува
Абе, вика, ова ти си напишал дека нешто нечи, тоа треба ли да се поправа? Викам, сега не е страшно, треба да се превзема мерки, пошто е лето, значи не може да замрне, нема подитно да се овие цевки поправат заради сигурноста на самиот мост, а мислам дека и на некои други слични мости има слична проблем. Не е ризичко на сега, но мора да се поправи брзо, а градоначелникот, пошто после третиот ден може да и превземал некои мерки, не сме се чуле, нема време неа, може да треба да ме консултира и така. Треба да се проверуваат сите мостови, ние има и изградени мостови нови кои не се користат, тие да се пуштат во употреба, прашање дали ќе бидат доволно добри. Што е со универзалната сала? Слушнавме од министерот Љутков дека завршиле таму сите процедури, избрана е дури фирма и конечно ќе почне да се гради. Вие правевте три извештаи правевте за штетите. Прво ние правевме прво од изведувачот побара од нас да направиме. Не излеговме пуште првиот, вториот ден, дадовме прва проценка дека е добро, но он или можда Министерството, не знам, побара уште една експертиза, подетална и на крај Министерството побара трета. Имаме многу детални испитување, конструкцијата е носива, е сигурна, треба да се сменат 3 до 4 елементи. Има еден околу прстенот, елементите се така малце оштетени, но и тие носат, но треба да се сменат и конструкцијата, мислам дека да, сега во среда званично ќе почне да се работи на универзална сала. Тендерот е завршен и ќе треба да... Значи нема да мора да се урива тоа што е направено. Тоа е супер сигурно. Супер, значи нема никаква... Еве, јас се спремам нов... одамна, али немам време некојаш да почнам да пишувам нов труд за методологија за челични конструкции оштетени од пожари. Ќе пробам пак да иде во околу еден часопис. Добро, со среќа нека вие. Годинава Скопје ќе одбележи 63 години од катастрофалниот земјотрес во 63-та година. Вие се сеќавате на тој земјотрес? Сте биле дете тогаш? Како не, многу убаво. Иако не делува, тоа е во еден вид умерени земјотреси, магнитуда 6.7, по однос на ова сега јапонскиот што беше 7.7, но тоа е страшна бучава, тоа е страшна енергија и 6.7. Фрла и вака и така, многу го се сеќавам. И после земјотресот, ова е добро што се превзема мерки, се направива мерки, мислам дека сега квалитетно се гради и добро е што од време на време се случуваат по некои тројки, четворки, па дури беше и добро што имаше една петката, така скопјаните стално се обазреви. Ако нема 50 на 60 години земјотрес, ќе го забораат. И инвеститорите и државата. А државата добро направи, бидејќи доста од граѓаните не знаат, секој објект треба да помине низ 3 фази на контрола од научен институт специализиран во област на сеизмичка заштита и тоа го прави. Општините не даваат дозвола за градба ако проектот не е контролиран. Проектите релативно доста од нив. Да, знаете, кај нас има некој мислење дека во време на СФРЈ имало стандарди и подобро се градело, дека сега новите градби па и не се толку квалитетни. Ова е мит или сегашните градби се подобри од постарите градби? Мојот институт направи една статистика, ние направивме една така оригинална статистика преку Facebook со 34 прашања и не само за Скопје, за Битола, за Загреб, за Тирана, за не знам и каде, тоа беше пред 3-4 години. И што е најинтересно? Значи во Македонија скопјани веруваат, па можда 40-50%, сега не знам точно, дека негде од 70-тите до 80-тите најдобро се градело, а најмалку, пошто законот овој најновиот за
сите контроли од 2014 најмалку веруваат. Што е обратен парадокс. Значи, сегашните, јас имам у градски зид. И сите викаат, зградите на Кензо Танге тие се многу послаби од овие сега што се градат. Има ли реална контрола, професоре, на градбите? Има. Проблем е малце надзорот. Морам да кажам дека да, треба и проектирањето, изведувањето и надзорот. Надзорот е многу важен, надзорот не е идеален. Проектите се 90... Ма џабе проектот и да е совршен ако изведувањето е лошо и нема кој да го провери тој да го утврди. Има надзор, се прави, проектите се добри, но тука треба малце повеќе да се појача надзорот и тогаш е све перфектно. Нашите згради, у секој случај, и со неидеален надзор, мислам дека се перфектни и дека Скопскиот земјотрес, некојаш давам смели изјави, новиве згради на шала би го издржале. Буквално на шала. И граѓаните не треба да се прашаат. А пример е зашто на шала. Кулите поред Вардар, тие се пред земјотрес. Ти има тенки столбови рамки у еден правец. Или има еден објект кој што е до Министерството за транспорт, ако ги погледаш столбоите, 5-6 спраца се 25-ки. Сега прават столбови стандардни за 5-6 спрата. Добро, се направија сега и згради по 20, 30, 40 ката. Се направива и сега ќе се градат уште некои згради по 30, 15 спрата и така. Дали ова важи и за дивоградбите, бидејќи за жал имаме во Скопје и дивоградби не само куќи, туку според наводите што ги слушаме и згради, има колку се тие безбедни за живење. Дали важи за нив ова што говорите? Навистина не може да се види, Да тие се градат без никаква контрола, без никаков надзор? Не, знаете што? Или само нема дозвола за градба? Па тоа е тоа. Добро сте приметиле. Значи, има два типа на дивоградби. Едните се овие по-сиромашки луѓе кои што на брзина ќе во некои делови тамо кај Џорче, кај што живеат дроми, ќе направат на брзина некоја дивоградба. Тие не се сигурни, ама дали ќе ги легализираш или не, тие се несигурни. И тие дури да сакаат да ги легализираат, немаат пари. А овие идат со намера да направат дивоградби и тие се најверојатно добри новите за војнина да се легализираат. Ја не знам што беше со таа дивоградба, тоа е супер дивоградба кај Лагадин. Изгледа ја легализира на самиот брег што е таа. Очито штрчи кога ќе видите. Добро, професоре, вие не сакате да прогнозирате нормално, како научници, никогаш дали може да се случи некој катастрофален земјотрес. Имаше со едни ваши колеги во Италија проблем, прогнозираа дека нема да има, па испадна дека има, па потоа и во затвор беа. Да, видиш, и тоа сум заборил. Ја бев тогаш председател на Европската асоциација по земјотресно инженерство, кој што обединува 34 национални асоциации, а тие што ги судеа се мои пријатели. Микеле Калви, Мауро Долче и уште четворица. И јас бев замолен од Европската асоциација да напишам писмо до тогашниот председател на Италија дека земјотресите не можат да се предвидуваат. И не бе само, имаш уште 200.000 научници, али ова бев како председател, и дека треба да се ослободат. После 6 години процес ги ослободил, но не е пријатно 6 години да ве судат. А тоа како се случи? Ја давам некои смели изјави што се случи тогаш. Они негде 2-3, а имало пред тоа доста форшокови. Некои посетни земјотреси. Посетни има стотина. И они Како што имавме Охрид пред неколку години. Да, како негде околу стотина и панел на научници ги викнале и прашање дали очекувате дека ќе се случи некој катастрофален земјотрес.
Па не би требало енергијата истрошена дека 100 земјотрес и ово она. После 2 дена земјотрес, не знам колку имаше, 300, можда 200, 300 жртви и ги го читав, бидејќи требаше писмото да го напишам, ги тузеше некој кој што викаше, јас ја гледав на телевизија изјавата и им поверував на научниците, инаку ние спиевме во кола со фамилијата и отидовме да спиеме и ми погина фамилијата и он ги тужеше, така да е некој што земјотресите... Да, затоа не би се осмелил да ве прашам за некаква прогноза, дали би имало некаков силен катастрофален земјотрес повторно во Македонија, во Скопје или било каде во Македонија, но сакав да ве прашам дали науката, еве денеска не знам до каде е стигната вашата наука, дали може да детектира и навреме да алармира дека има некакви случувања под земјата и некакви тектонски промени кои може Ако има време можам да спомнам една интересна работа. Уште колку време не знам имаме моја емисија. Па при крај сме, да, но еве, ако има начин. Видите, бев и во Лаквила, многу интересна беше на лице место мисија после катастрофален земјотрес. Во август се случи земјотрес во Лаквила, не во Лаквила, во Аматриче и 5-6 историски градови беа тешко оштетени, некои доста срушени. Италијаните ги евакуираа сите граѓани после тоа и во весници викаше дека може да се случи после неколку месеци уште еден земјотрес тригериран од овој земјотрес, затоа што тука има серија на мали раседи по блиски едни до други по 30 на километри. И се случи после 3 месеци, но за среќа немаше ни една жртва, сите беа евакуирани од овие мали градови. Може ли тоа кај нас да се ќе ви кажам, и Аматриче бев првиот пат, релативно бајаги беше срушен, вториот пат немаше ни една куќа останата читава, да кажам, на српски. Да, но науката помогнала во тој случај. Сега Турција имаше катастрофален земјотрес последно во регионот. Имаат магнитуди, големи. Ве прекинав да нешто сакавте друго во врска со овие. Да. Дали може веројатноста да се случи тако земјотрес, да се предвиди науката навреме да алармира, да се евакуира населението ако има проблем? Тоа го кажам често во емисии во Кина, тамо еднаш се евакуирани и после 5-6 дена градот е со 7,6 магнитуда оштетен, не оштетен и немало толку многу жртви. Градоначалникот негде 76, они беа поише така и можеше да се командува, имало форшокови пред тоа. Слично какова оштетување на некои згради и градоначалникот одлучил да можело да биде после тоа да не се случи. Ама он одлучил да се тргнат, викаа дека некои параметри, што не е точно, ги евакуирал 2 милиона месечини 3 град и после 3-4 дена магнитуда 7,6 многу силна. Повеќе коинциденција нема. Али следната година без као нема предвидување. На друго место 7,6 више ги заборев параметри, можда 800.000. Забележувате ли некаква зголемена сизмичка активност во регионов? Или се во рамки на нормалата? Се во рамки на нормалата, ајде, ризик на појава. Се уште, ама тоа е со процент 1, да кажеме, ризик нема ни никаков. Каде може да се очекува прво некој така значи, тоа може да биде Валандово или Скопје, бидејќи тие се сепак пофретни, иако Охрите може би јак сеизмичко подрачне. Пехчево, Берово е уште појако, ама спрема некои анализи на сеизмички хазард, ама пазите, тоа не се предвидува воопшто, најверојатно после 100-200 години или можда после 250 години. Ама ако, после тој подолг период се случи, некој, ја очекувам повеќе во Валандово, него во Скопје да се случи. Но земјотресите не може да се предвидуваат, и јас оградувам дека можам да предвидам дали за 50 или 100 години ќе се случи земјотрес во Скопје. Професор, ви благодарам за разговорот.
Благодарам и на мене што ме поканивте, бидејќи ми е чест со ваков добар соговорин да бидам во емисија. Благодарам. Драго ми ако ги оправдав вашите очекувања и очекувањата на гледачите. Почитувани, благодарам за вниманието. Се разбира, останете со програмите на Канал 5. Се гледаме следниот четврток. Довидување.